целиот напад и атак за обидот да се убијат пратениците бил организиран од Белата палата, која што чини повеќе од 20 милиони. Ке замолам само да имате во Тоа е нешто што е реков од опишано во обвинителниот акт. Господине Мисовски, ке замолам да имате во предвид дека тие работи се предмет на докажување и да се почитува презумпцијата на невиност. Може да продолжи. Кажав дека таа сала е идентична како оваа. Во еден момент се најдовме околу 20 на пратеници, но во последните 40 минути останавме 10 на пратеници, неколку новинари, камермани. Ке замолам да привршувате. Морам да ви кажам дека колеги, ако имате забелешка на ваѓањето на седницата, ќе имате прилика за процедурално по репликата. Господине Мисовски, ме молам за окружувајте полеку. Мислам дека обвинителниот акт е за организаторите за 27. Можеме да ти одговориме сите, се вака се влепиш на него, дајте и намерно го правиш ова, затоа што си искуцен. Ама ти сега намерно вдекуваш збор кој ти даде збор. Бидејќи господинот Велјанов го гледам во очи, се договоривме, мислам дека пречутно се согласи да ги отвориме картите до крај. И тоа е во негов интерес. Во салата имаше маскирани луѓе, фрлеа кон нас со се што можеше да стигнат да фрлат. Ги вадеа тркалцата од фотелите, и маваја кон нас. Миксетите, камерите, се што беше во салата, предмет кој што има одредена тежина, беше фрлен кон нас. Господине Велјановски, ова тежи 300 и нешто грам. Има поголема убојита моќ од метак, од куршум. Ова падна до моите ноги. Дали вредеше било каква процедура? Било каква евентуална повреда на било каква процедура? Некој да организира обид да се убијат пратеници. И тука ќе завршам. Ние немаме право да се мешаме во судот. Но најмалку што можам јас лично да направам како пратеник, јавно да повикам на Трајко Велјановски и на било кој, утре може ќе биде некој од нас, да му се обезбеди фер судење. Тоа е најмалку што може ние како пратеници да го повикаме од оваа сала.